Оливер Ристевски од пелагониското село Долно Српци, што припаѓа на општината Могила, малку недостасуваше пред 13 месеци да заглави во затвор. Тој беше наклеветен од политички неистомисленици дека крадел дрва и дека не го испочитувал полицискиот час во време на пандемија. Овој правник, чие семејство живее од земјоделие, како претседател на општинската организација на ВМРО ДПМН, на 11 април минатата година беше обвинет дека со уште едно лице украле дрва од блиската планина. Сепак покрај пријавата од обвинителството и првостепената пресуда за условна казна од 1 година, апелација пресече и сега со правосилна ослободителна пресуда се докажа дека бил невин. При нашата денешна посета со огорченост раскажуваше како после клеветите поминал низ судските лавиринти. Мојата правичност ја чувствував и ја докажав сега. Значи не се чувствував никако затоа што знаев дека јас не сум виновен, дека еден ден правдата како шило ќе излезе на виделина и дојде тој ден. Значи од сите оние клевети кои ги правеа индиректно преку мене кон Христијан Мицкоски, кон мојата матична партија, го оцрнија моето семејство со разни, да не речам сега, работи, иронии преку социјалните мрежи, навреди, исмејувања. Значи, тоа нема полошо од таа работа за едно семејство кое си заработува леп со мотика и со пот. Честно си работи, да излезе нешто на социјалните мрежи и да почнат да те пукат по социјалните мрежи за нешто што не си го направил. Дека пакоста и клеветите поради политичка конкуренција можат да бидат многу опасни на микроплан, Ристевски со сопругата и 3 деца тоа го доживеа како голгота. Ова сето го направија луѓе неистомисленици, партиски неистомисленици со мене. Можеме да посочам најпрви објавија од партијата на ГДУ на Петар Колев од Штип, носителот негов, Добре Мидев, тој најпрво објавува, не знам од кај добил некоја информација, дека председателот е фатен со дрва, не знам, таму 300 работи. Од тоа ништо вистина, правдата излезе на виделина. И од него преседува многу други, почна по социјалните мрежи навреди кон Христијан Мицкоски, кон моето семејство, кон мене. Но после година дена правдата излезе на виделина. Минатата година пред камерата на Алфа, Ристевски јавно се повлече од партиската функција да не се направи штета на партијата. Ако не ни се извинат јавно, ќе бидат поднесени кривични пријави за сите инволвирани во кајката и клеветите против мене и партијата, порача Оливер Ристевски, кој сега членува во новоформираниот директорат на ВМРО ДПМН.